Почитувани присутни, денеска го објавуваме новиот јавен повик за мерката инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи од Европската ИПАРД 2 програма. Со овој јавен повик им овозможуваме на фирмите и на земјоделските задруги да инвестираат во отварање на преработувачки капацитети и опрема, при што 50% од инвестицијата ќе им биде кофинансирана, односно финансиските средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска помош. 75% од средствата кои ќе бидат кофинансирани ќе бидат обезбедени од инструментот за предпристапна помош за рурален развој на Европската Унија ИПАРД 2014-2020, а 25% од средствата ќе бидат кофинансирани од буџетот на Република Македонија. Крајниот рок за поднесување на барањата е 14 јануари 2019 година. Вкупната финансиска поддршка во рамките на овој јавен повик за оваа една мерка која што денес ја објавуваме е 13,2 милиони евра. Инвестиции во преработувачките капацитети за млеко и млечни производи, месо и производство од месо, вклучително јајца, живина, овошје и зеленчук, житарици, мелнички продукти и скроп, растителни производи и масноти од животни, шира, вино и оцет, како и производство на енергија преку погони за преработка и производи од животни од примарна и секундарна биомаса, со исклучок на биомаса од рибни производи. Воедно, финансиската поддршка за мерката инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи може да се зголеми за дополнителни 10%, доколку заинтересираните се одлучат за инвестиции во згради и опрема, чија што намена е да се подобри енергетската ефикасност, инвестиции во згради и опрема за производство на биоенергија, во случај на преработка на производи, суровински материјал, кој е опфатен во анекс 7 од договорот со Европската Унија, односно преработка на примарна и секундарна биомаса од животни и растенија. Инвестиции за згради или опрема за производство на енергија од други обновливи извори на енергија, за да се произведат количини еднакви на сопствените потреби за електрична енергија за преработувачките капацитети и предпријатија. И инвестиции за згради или опрема за третман на вода, односно на отпадна вода. Во интерес на постапката за евалуација, празните апликации нема да се обработуваат се со цел да се забрза процесот на обработка на комплетните документации и да обезбедиме побрзо склучување на договорите. Затоа апелираме сите што ќе аплицираат уредно согласно упатството кое што денеска ќе биде објавено, веднаш после пресконференцијата, да ги достават сите потребни документи кои што се бараа. Ефикасното искористување на парите од ИПАРД програмата е наш врвен приоритет, затоа што вложувањето на овие средства значи модернизирање и зголемување на конкурентноста на македонското земјоделство. Нашите политики и овие политики веќе даваат соодветни резултати. Само за првиот повик од ИПАРД 2 програмата, објавен минатата година, до денеска се склучени близу 940 договори во износ од близу 18 милиони евра, што е повеќе од целиот програмски период на ИПАРД 1 заедно на претходни 12 објавени повици. Затоа со предлог буџетот за 2019 година го зголемивме и националното кофинансирање за ИПАРД од 60 на 151 милион денари. На овој начин, следејќи ги политиките на Европската Унија, од една страна создаваме услови за инвестиции во земјоделството и финални производи со повисока дополнителна и додадена вредност, а од друга страна со инвестициите во преработувачките капацитети ги решаваме и пласманот на земјоделските производи и проблемите кои што се јавуваат во текот на годината. Земјоделството ќе биде една од базичните гранки на кои што ќе отемелиме идниот економски раст. Нашата земја ќе има сите предности за конкурентно и модерно земјоделско производство, кој мора да ги искористиме за развој на вкупната економија и за раст на економијата, но и на државата. Зашто од исклучително значење е поддршката која што добиваме од Европската Унија, токму преку овие расположливи фондови. Благодарам.